унија. Да се представиме, јас сум Златко Колевски од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, сектор ИПАРД, исто така колегата е од делото за управување со ИПАРД, Виктор Младеновски, имаме и други колеги, Душко Јакимовски, тука некаде е, исто од Министерство за земјоделие, и представници имаме и од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Стефан сум јас. Стефан, каде што нели се аплицира за мерките од ИПА. Вака сега, пред да почнеме со презентациите, ќе се фокусираме посебно на мерката 7, диверзификација на фарми и развој на бизнеси, бидејќи во моментот тече огласот за оваа мерка и се примаат апликации за оваа мерка. Ќе се осврнеме и на другите мерки, мислам доколку има заинтересираност и прашање за мерката 1, таа се однесува на примарното земјоделско производство, и мерката 3, тоа што се однесува на преработувачката индустрија, значи преработка на земјоделските производи. Меѓутоа, главниот фокус ќе биде на оваа мерка. Знам дека може да има отворени прашања, нели како представници од Министерството за земјоделие и за други нели мерки, поделени се на програмите, националната програма и ИПАРД. Сигурно имате прашања и за субвенции, и за земјоделско земјиште, предпоставувам. Меѓутоа, нашата надлежност е по делот на ИПАРД. Можеме евентуално да пренесеме некои пораки, ако ги имате, нели, за националната, померките од националната програма. Меѓутоа, како што кажав, надлежноста наша е во делот на ИПАРД и тука сме подготвени, значи, целосно, за да одговориме на вашите барања. Откако ќе ги презентираме, нели, мерките од ИПАРД програмата, ќе ми дозволите, нели,